Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски го потпиша проектот за реонизација на земјоделското производство според почвено-климатските услови на реоните во Република Македонија. Се работи за проект кој што ќе се спроведува со техничка поддршка на ФАО во износ од $355.000 во време траење од 2 години. Реализацијата на проектот ќе започне следниот месец. Во моментов се формира стручниот тим кој ќе биде мултидисциплиниран бидејќи се работи за комплексен проект за кој е потребна експертиза од повеќе области. Проектот ќе овозможи точни информации во кој реон, која култура најмногу успева. Република Македонија, иако има мала површина, се карактеризира со многу хетерогени почвено-климатски услови. Земјоделските производители и потенцијалните инвеститори честопати немаат информации и индикатори за тоа кои култури, сорти и семиња најдобро успеваат во дадените производни региони. Еден од главните предуслови за зголемувањето на приносите и подобрување на квалитетот на производите е обезбедување на правилни информации за подобноста за одгледување на одредени земјоделски култури и сорти по производни реони во државата. Овие информации во голема мера ќе ги намалат погрешните инвестиции и ќе послужат за одредување идни насоки во кој правец треба да се адаптира нашето земјоделство во однос на климатските промени. Основа за реонизација ќе представува почвениот информативен систем на Република Македонија кој ќе обезбедува информации за составот и структурата на почвата. На него ќе се надоградат климатските услови, агробиолошките карактеристики на културите и сортите, потребите од агротехнички мерки, со цел да се добие комплетна слика заснована на современи научни анализи. Добиените резултати ќе послужат за правење листа на препорачани култури и сорти. Ова ќе овозможи максимално искористување на инвестицијата и подобар приход од земјоделските стопанства, рече министерот за земјоделство. Вториот проект е за намалување на негативното влијание од климатските промени. Преку кој што веќе набавивме модерни агрометеоролошки станици кои што овие денови ќе бидат инсталирани на 3 локации: Градско, Кочани и Струмица. Со агрометеоролошките станици ќе управува Управата за хидрометеоролошки работи. Избрани се токму овие локации, бидејќи таму се произведуваат стратешките земјоделски култури, дали се градинарски, овошни или оризот, за кој што е многу важно редовното следење на временските прилики. Информациите ќе бидат достапни до земјоделците преку новоотворената веб страна на Управата за хидрометеоролошки работи, на која покрај временската прогноза и сезонските прогнози на едноставен и разбирлив начин ќе бидат презентирани и другите информации кои што им се потребни на земјоделците за преземање на соодветни агротехнички мерки. Исто така, со овој проект преземаме активности за поддршка на средните земјоделски училишта, кои вклучуваат развој на наставни материјали за климатски промени и обука на наставниците за вклучување на поимот климатски промени во наставата. Со овој проект ќе се обучуваат и советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во делот на спроведување со последиците од болестите и штетниците, кои се појавуваат заради климатските услови, како што е јазлеста кожа и синиот јазик.